Почитувани гледачи, добра вечер. Вие сте на вистинското место во вистинско време. Трета порта и оваа среда ќе ги представи најинтересните моменти од светот на политиката, пренесени преку колумните, коментарите и анализите на интернет. Оваа емисија ја почнуваме неконвенционално со Facebook статусот на министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, преку која таа се обрати до градоначалникот на Центар Андреј Жерновски. Содржините вечерва ќе ги коментираме заедно со Никола Наумовски од невладината плошта Слобода, но исто така активен корисник на социјалните мрежи. Наумовски, добра вечер. Следевте ли недалава што се случува? Следам секој ден. Единствено што пропуштив е да видам како ескалираше се ова со Косово. Да, со Косово таа приказна се уште трае, таа е активна. Тоа ќе видиме како ќе заврши. Ние сега продолжуваме почнуваме првен со колумната со Facebook обраќањето на министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Значи целата работа почна кога Гордана Јанкуловска на својата Facebook страница напиша вака: Аман веќе нека не ги бодри, нека ги остави на раат. Напред Македонија, Жерновски назад дома. Тука министерката се обраќа јасно до градоначалникот на Центар Андреј Жерновски, кој беше сликан на Европското првенство во кошарка во Словенија. Сега подолу интересен е коментарот на исто така социјално активниот лик Владко Васил, доста познат на социјалните мрежи, доста познат на сите оние кои користат Facebook, Twitter и кој се обраќа на министерката за внатрешни работи повод овој пост. Владко Васил вели вака: Какви се овие коментари? Срамно е, пред се, а после тоа подло. Како прво не ви личи на институцијата што ја представувате, а како второ на личноста како вас што го држи едно од највлијателните министерства во Македонија и личност која игра важна улога во креирање на политиките во Македонија. Покажете малку сериозност и единство, а не туку да ми бележите некои кривци за туги неуспеси. Што да кажеме ние цела Македонија што сме малери, што вие не водите? Што да кажеме на тоа од кога вие ги причекавте на аеродром и се возевте со нив? Ова беше доста интересна Facebook преписка и тука веднаш се враќаме во студиото со Наумовски. Јас би ве прашал тука се од оваа Facebook преписка, од коментарот, од Facebook статусот на министерката и од коментарите подолу се наметнува едно прашање. Дали можеме да го одвоиме легитимниот момент кога министерката за внатрешни коментира одредени политички ситуации, но тоа го прави на Facebook. Ова не е Facebook профил, туку Facebook страница. На Facebook страница. Дали е тоа легитимно или е спорен момент? Понекогаш е легитимно политичарите да ги користат пејџовите на своите институции, затоа што неспорно е дека тоа како и пред институцијата председател и институцијата министер за внатрешни работи е исто така вршена од личност и понекогаш е нормално тоа да се користи за лични пораки, кои што сите членови на владата ги користат. Во овој случај, доколку се користат профилите или пејџовите за таква намена, тоа треба да се прави на начин на кој што ќе се окуражува дискусијата и од друга страна нема да се прават некакви скандали. Во овој случај оваа изјава е скандалозна по неколку основи. Прво затоа што е кажана од министер за внатрешни работи, а се однесува на спорт национален и при тоа ги дели навивачите на наши и ваши. Нешто што цело време се обидува од владеачката гарнитура да го наметнат како неприфатливо изминатите години, особено во 2011-та, кога беа критикувани навивачите заради известни песни, кога веќе се инсистира на обединетост и така натаму, не може некој така дрско да се нарекува малер и недобредоеден како поддржувач на македонската кошарка. Мислам дека дури и да има вакви коментари, министерката треба да ги зачува за себе или да се ги зачува на некој партиски митинг, каде што се дозволени малце послободни коментари околу
предавствата и кодоштвата во македонската политика. Во овој случај нема причина зошто Жарновски би бил третиран поразлично од било кој друг македонски политичар кој што дошол да ги поддржи кошаркарите. Да, добро, Наумовски, продолжуваме со вас. Сега се целиме на следниот материјал. Значи, одиме на Facebook, исто така остануваме на социјалните мрежи, значи се задржуваме тука како интересен терен во моментот. Одиме кај на Facebook статусот на Александар Русјаков, личност која исто така медиумска јавна личност, која често има ставови за горчливи прашања, но за да појасниме за гледачите, личност која се третира во јавноста како личност која е десно ориентирана во однос на своите ставови. Тука Александар Русјаков пишува во однос на апсењето на Кирил Попхристов, актерот кој е осомничен за садење на марихуана. Александар Русјаков вели вака: доседен сум се веќе на оваа тема, ама јавноста се возбуди околу апсењето на Кили. Јавноста, мислам на оваа социјал мрежава. И повеќето од нив тоа го користат за политичка пресметка, што апсолутно ја уништува секоја можна граѓанска иницијатива околу она најважното – легализација на марихуаната за медицинска употреба. Јас стопати сум пишувал отворено на оваа тема, ама за активистите сум ВМРО-вец кој треба да се игнорира и мрази. Не се, до легализација тешко се стига, посебно во Европа. Спроти легализација стојат три мафии: фармацевската, пластичарската и она подземната. Тука продолжуваме со коментарите под статусот на Русјаков, кои се исто така интересни. Значи, сега ќе го најдеме коментарот кој го привлече моето внимание. Тоа е коментар кој исто така се впушта во дебата со Александар Русјаков. Само да го најдеме. Сега Фейсбукот како променлива категорија, нели, тој коментар може сега и да го нема. Тука има доста коментари, ствари. Затоа го нема. Да. Еве го. Ова е интересен став на оваа тема. Некој Facebook корисник вели вака: Александар, да речеме дека е во ред, иако не е, почнувајќи од медицински па се до законски причини. Да користел за медицински причини, ама овој насадил трева да третира рак на цел Балкан и набавил опрема на граница на мед лабораторија, како да е лик од Breaking Bad. Алудирајќи тука на позната ТВ серија и одговорот на Русјаков: Мартин, количината е голема, тоа е точно, но јас цело време не зборувам за поедини случаи, туку за создавање на едно подобро општество. А легализацијата е еден чекор кон тоа и тогаш во затвор ќе седат убици и хероинџии. Така напишал Русјаков. Се враќаме во студиото. Наумовски Александар Русјаков, како што кажав, е личност која во јавноста се смета дека има десна провиненција во однос на ставовите кои ги кажува, значи тоа се по-конзервативни ставови, познати и по одбраната на името. Но тука се ова со став за легализација на марихуаната. Јас би ја прашал дали во нашето општество постојат, еве сега ова може некого да зачуди, па дали имаме ние некакви предрасуди, па луѓето кои ги сметаме за десни, малце не чуди сега ако излезат со ваков став или обратно. Не, тоа е симптоматично кај десничарите да се третираат групните и националните права пред индивидуалните, како што е правото на користење. И затоа луѓето очекуваат од десничарите да ги поддржуваат конзервативните традиционалните вредности, во случајов марихуаната како туѓа на македонската традиција, релативно туѓа,
луѓето очекуваат дека десничарите ќе бидат и против. И така и е. Денеска ако прашате некој кој што се декларира себе си за демохристијанин, ќе ви рече дека е против марихуаната, но известни националисти како Александар Русијаков, кои што имаат своји познавања и во оваа тема и во други теми во однос на индивидуалните права може да застанат во одбрана. Во однос на количината и на бранењето на Русијаков на темата би рекол би се сложил дека Кили можеби не е најдобриот пример за отворање на прашањето со легализацијата на лесните дроги во Македонија, само заради тоа што количината е преголема за да може да биде примена како прифатлива од поголемиот дел од јавноста. А јавноста не е спремна, иако е спремна за користењето, да го прифати користењето како сосема нормална работа, логички ќе пропушти да го прифати и одгледувањето како неодвојива појава на користењето. Значи, ако го правдаме користењето на марихуаната во било какви рекреативни или медицински цели, тогаш и производството без разлика на на количината за мене е прифатливо. Но Кили сепак не прави добар пример во смисла на тоа што е многу популарен лик, особено кај корисниците, но и многу популарен актер, водител, забавувач, музичар дури може да се рече, кој што има своја голема публика и кој што знаела да го цени и покрај своето користење, иако тој никогаш не го криел. И напротив, за тоа, ако не се лажам, има и страдано, односно лежано по затвори веќе. И затоа треба да сватиме дека човекот кој што ние сме го сакале сиве овие години, во својот подрум си имал не толку голема тајна за која што сите знаеле, и ние мораме да го прифатиме човекот таков како што е. Во тоа е содржината на секакво ослободување на корисниците во Македонија. Добро, се селиме на малку поинаков терен, сега се селиме на политички терен. Почнуваме со колумната на поранешниот премиер Владо Бучковски, кој се обраќа во поглед на повеќе политички актуелни прашања, се разбира неизбежното прашање за името, на евроатлантските интеграции, но има и интересен став во однос на владеачката партија. Па вели вака: покрај сите напори што ќе ги направиме за имплементирање на европските стандарди и покрај сите реформи што се направени или што ќе се направат, нема да влеземе во НАТО и во ЕУ ако не го решиме споразумето. Тоа мора на сите да ни биде јасно. И затоа, кога ВМРО-ДПМН предлага во меморандумот да водиме активен диалог за интегративниот процес, сега е време да се премине од зборови на дела. Време е за единство, но за искрено единство. Време е да победи конечно Македонија, затоа што во изминативе 7 години победуваше само ВМРО-ДПМН. Тоа беше колумната на поранешниот премиер Владо Бучковски. Сега се селиме на колумната на Илија Димовски од ВМРО-ДПМН, која се нарекува "Бајрактари на левата политичка мисла". Тука Димовски во колумната се обраќа на создавачите на левичарскиот мејнстрим, според него, на оние кои го формираат мислењето кај левицата. И Димовски им се обраќа и ги анализира и вели вака: има еден елемент на теоретизирање на кај левата квази елита, која сака да продаде концепт на колективна амнезија кон историјата. Помалку чудно, знаејќи го нивното себично чувство на политички и историски примат во бар последните 70 до 80 години. Тој пристап побудува интерес кај млади луѓе, кои себе си се сметаа за интелектуалци, а се на самиот почеток од животната траекторија. За овие вториве можам да разберам, па дури и да прифатам дека така е во ред. Тие се уште се обидуваат да ги претворат своите соништа во иднина. Но никако не е можно да се разбере концептот кој свесно и разумно го наметнуваат искусни интелектуалци кои во минативе 20 години поминале низ разни одговорни министерства и пратенички фотели, а денес се бајрактари на левата политичка мисла во Македонија. Ова беше колумната на Илија Димовски и ќе прочитаме уште една политичка колумна, тоест извадок од политичка колумна, тоа е онаа на
Љупчо Зиков од ново формираната Алијанса за подобра Македонија, за позитивна Македонија, се извинувам. Колумната на Љупчо Зиков е очекувано свртена како економист, новинар која следи економијата, е свртена кон економијата, кон економските теми. Па вака Зиков вели: на Македонија се потребни нови фабрики, нова енергија. Потребни се нови стотици илјади работни места и инвестиции од стотици милиони евра во реалниот сектор, не во јавната администрација, домашни инвестиции од македонски граѓани. Зарем македонците не се способни да одгледуваат крави и говеда и да молзат млеко? Зарем и за тоа не требаат странски инвестиции, огромни субвенции за земјоделците, а толку многу увозна храна? Ова е извадокот од колумната на Зиков. Сега се враќаме во студиото со Наумовски. Наумовски, тука имаме тројца политичари кои имаат 3 колумни на релативно различни теми. Значи, кажете ми, вие ги читате, предпоставам и да ги анализирате често колумните. На каков начин се пишуваат колумните кај нас во Македонија, за разлика од колумните кои се пишуваат во светот? Кон кои таргет групи се обраќаат политичарите кои кон оние своите од својата партија се обидуваат да го анимираат независниот електорат или нешто друго? Малку е тешко да се одреди тоа, затоа што во Македонија, за да се свати улогата на колумните, треба да се свати улогата и на весниците. Весниците одамна има загубено својата улога во демократскиот процес, затоа што се речиси целосно подкапа на провладени структури, кои што ги регулираат не само изборот, туку и содржината на колумните. Па дали авторите од самоцензура или вистинска цензура пишуваат за теми кои што можеби не се во интерес ниту на граѓаните, во нивен најдобар интерес, не се конкретно прашање, не ги отвараат вистинските теми. Еве, она што беше најинтересно, го спомнавме претходно, легализацијата како прашање кое што се отвори пред неколку дена со апсењето на Накили, не најде место во ниту една колумна, за сега барем, не сум видел наместо Facebook статусите. А од друга страна, ете ги колумнистите се бават со некакви си висока политика околу името, историјата, улогата на левите мислители и така натаму, и домашните противстранските инвеститори. Тоа се прашања кои што не создаваат голем конфликт во јавноста и ниту ја скандализираат, ниту ја потикнуваат јавната дебата. Мислите дека се работи за теми кои се поопшти, побенигни и не може да предизвикаат баш таква остра реакција? Баш така. Порано имаше колумни кои што можеби тоа зависеше и од самите колумнисти кои што веќе немаат никакви ангажмани по весниците, но порано колумните служеа за отворање на нови теми и дури за препокување преку на некои јавни личности. Денеска немаме колумнисти кои што се во некаква практично конфликтен однос, освен ако не се вклучени интернет медиумите. Значи сите опозицијски мислители се преселени во илегала, односно онлайн, а целиот простор што се однесува до мејнстрим медиумите, печатените и електронските е запоседнат од провладени мислители. Да, добро. Продолжуваме со колумна која се однесува на моменталната состојба околу Сирија, значи малку излегуваме од домашните рамки. Значи се работи за колумна на Тихомир Јанчовски, која вели септември ерга омнес. Тука Јанчовски се анализира се што се случувало во септември и мене ми беше интересен крајниот дел каде што Јанчовски вели вака: Обама нешто се пишмани да ја нападне Сирија. Бара поширока поддршка за новата акција на западниот хуманистички милитаризам, со кој сади натоки ги спаса сириците од лошиот председател. Се надевам дека пишмани ќе остане, па човекот неодамна доби Нобелова награда за мир, зар веднаш да ја изгнаси и испарадозира со овакви потези. Освен тоа, откако горе наведените западни сили ги спасија Ирак и Либија од диктаторите Хусейн и Гадафи, жителите на овие земји не знаат кај им е главата, од многу среќа, слобода и демократија, вели Јанчовски. Тука се селиме и на релативно редовната колумна на Мирка Велиновска, вели медитеранска туршија со луто кисел вкус. Милиновска анализира дека состојбите кои се случуваат во Сирија
се поврзани за целиот Медитеран и дека во таа состојба влегува и политичката и целата општествена состојба во Македонија. Сега Велиновска тука избра еден настан, па вели вака, на кој начин според неа западните сили се обидуваат да ја дестабилизираат Македонија. Вели вака: јас пак летово се изначудив како тоа разни експерти од САД се рашетуваат во Струшкиот регион и доаѓаа кај мене да ме распрашуваат за Вевчанскиот случај од 1987 година и како тие дознале дека јас сум бил единствениот новинар од СФР што тогаш освен во Вевчани отиде и во Октеси да ја слушне другата страна на приказната. Па тие да ти биле предходница во сондирањето на теренот за еден нов мал конфликт што ќе прерасне во сириска опозиција за уцена на Македонија. Изгледа дека некому во Македонија му пречи летната активност на Груевски меѓу македонците муслимани, се исплаши од стабилизарачкиот ефект и идните изборни резултати. Номовски, имаме тука две колумни кои се посветени како на меѓународни теми, на надворешни теми, едната е поврзана за Македонија. Први сакам да ве прашам кратко, дали мислите дека нашите колумнисти многу често се затворени во таа некаква наша своја лушпа, па само анализираат состојби кои се случуваат тука? Дали мислите дека е потребен еден поширок прозорец кон светот, или мислите дека состојбата е таква, па домашните теми се побитни? За мене секогаш биле домашните теми побитни, но сепак оно што се случува во Сирија е топ вест во светот, не само што не заради тоа што се работи за прилично голема и значајна земја од Блискиот Исток, туку и затоа што ова ќе биде прво инволвирање на американците воено после Ирак, кое што ќе биде многу значајно, ако воопшто се случи. И мислам дека забелешките на Јанчевски воопшто не се соодветни на новиот развој на станите како прво, а и односот на пост-Бушова Америка. Обама немаше избор во случај освен да се закани дека ќе употреби сила и никакви споредби со некаков си амерички милитаризам од времето на Буш и на Реган не може да стане збор, или во времето на Клинтон. Јас напротив, ако ги споиме Јанчевски и Мирка Велиновска, би прашал пред нив двајцата дали ако Македонија беше во војна, 2,5 годишна војна со некаков си диктатор кој што од татка си ја наследил својата власт и го убива своето население и при тоа користи хемиско оружје, дали тогаш немаше да затропаме на вратата на Америка или на светската коалиција да ни помогне. А во однос на второто прашање на колумната на Мирка Велиновска, јас воопшто не сум добил впечаток дека Груевски воопшто има подадено рака кон било кој друг освен кон своите гласачи и своите православни христијани. Секоја одлука која што може да дискриминира законски некакви права, тоа го чини. Долго време македонските владици во своите интервјуа давали изјави дека де факто поставувањето на црква значи обележување на територија, и ако многу верници тоа не го сваќаат така, очигледно владиците тоа им е намерата, па затоа кога тие се одбиени да постават црква во некое муслиманско, доминантно муслиманско село, тоа е сватено како чин на агресија. Јас мислам дека работите многу ќе бидат посмирени и црквите и понатаму и џамиите ќе можат да се градат во мешани средини, кога работите ќе бидат порелаксирани на највисоко ниво во политиката помеѓу албанците и македонците, односно помеѓу православците и муслиманите, затоа што односите на високото ниво го одредуваат тонот на разговорите што луѓето ги имаат во селата. Номовски, не истече времето, ви благодарам за гостувањето. Фала ви на поканата. Почитувани гледачи, ова беше се во вечерашната емисија. Како и секоја среда, Трета порта сурфаше за вас и ви ги сумиравме најинтересните политички моменти од светот на интернетот. Останете со програмата на 24 вести, а Трета порта следете секоја среда во 19 часот и 15 минути.